Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците и агра и она што го бараат нашите производители на храна. Еве, конечно, и можеме да овозможиме одговори на сите прашања за новата програма за 26-та за финансиска поддршка во земјоделството, односно за директните плаќања или субвенциите, а секако ќе стане збор и за оние други мерки од Националната програма за рурален развој. Ќе видиме како ќе тече разговорот, но благодарност прво и до директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, господја Даниела Иротова Лазарева. Најпрви она што најмногу ги боли земјоделците е исплатата од програмата за директните плаќања, односно за субвенциите. Знаеме дека има застој за неколку години наназад, уште од 2022 година, по неколку основи во неколку области. Каква е состојбата во моментов, како се планира целосната исплата на овие субвенции, во неколку гранки ги има? Состојбата во агенцијата постепено се нормализира во поглед на исплатите, со тоа што јас сум веќе некои 3-4 месеци директор на агенцијата. Состојбата која што ја затекнав при доаѓање во агенцијата беше неисплатени субвенции 22, 23, 24 година и нормално доспеаните субвенции кои што се за 2025 година. 22 година ни се претежно субвенции кои што ни се оптужени во поглед на системски грешки, технички грешки кои што дополнувале документи, меѓутоа 23-та имавме целосно неисплатени мерки, 24-та имавме цели мерки неисплатени и за 25-та воопшто не стануваше збор за никаква исплата на субвенциите. До нова година пуштивме одредени средства кои што беа вака да кажам засегнати земјоделци кои што со години не биле исплаќани наназад. Меѓутоа, состојбата која што беше на месец и пол пред нова година не ефектуираше со целосните налози кои што ние ги доставивме во Трезор. Затоа во јануари месец од наша страна сите налози кои што беа доставени во Трезор пред нова година ги обновивме, ги доставивме до Трезор 22-23 година и дел од 24 година до сега до 15 февруари доставивме комплетни списоци за сите за останати обврски за 24 година. За субвенциите од 25 година кои се доспеани и тоа малте не по сите мерки кои што ги имаме во програмата, доставивме приоритетна исплата согласно традицијата која што имавме за лозарите и за овоштарите. Меѓутоа, на вчерашнава средба со овчариве се, имајќи во предвид ситуацијата од 2024 година, каде што има една неповолна мерка, која што ја исплативме пред нова година, и бројот на земјоделски стопанства кој што беше опфатен и засегнат од неисполнување на одредени превисоки критериуми дефинирани во програмата 24-та, се отвори прашањево и нормално добија поддршка од страна на агенцијата да излеземе во пресред и да оваа мерка за сточарството, поточно за овчарството од целата гранка сточарство, ги подготвиме налозите и истите си дадовме ние како агенција ветување пред самите сточари да ја доставиме до Трезор до 15 март, се со цел да можеме да им помогнеме на некој начин со ова да не го доведат во прашање својот опстанок, односно откажување од одгледување на стада овци кои што ги имаат во моментот. Платата за овчарите при моето доаѓање не беше исплатена за 23-та и за 24-та година. Требало да се распишат тековно во тековната година за претходната година, затекната една состојба во 24-та година каде што не беше објавен оглас ни за 23-та ни за 24-та година. Во 25-та година се објавени двата огласи и за 23-та и за 24-та година. Ги обработивме и тие се пуштени до Трезор, прашање на време кога ќе се исплатат. Објавен е јавен повик за сточарите за ангажирање на овчар за 25-та година. Значи огласот е во тек и тече самиот оглас за аплицирање за плаќање на плата на овчарите кои што ќе бидат ангажирани од страна на овие субјекти. Во делот на органското 2023 година и 2024 година се пуштени до Трезор, меѓутоа делот кој што е само по 300 денари, каде што се плаќа сертификацијата и делот на процесот на сертификација. Во делот на остварување на правото на органско јагне имаме одредени практично недоразбирања или да не кажам неисполнување на одредени критериуми,
каде што земјоделците биле доведени во една заблуда или не биле доволно информирани, да кажам. Во програмата за 23 и 24 година ставен е критериум да јагнето биде продадено во органска кланица. Таква не постои ни у свет, ни во Македонија. Не можеме да бараме нешто од луѓево да биде исполнето кое што реално не постои. Меѓутоа и покрај тоа и да го занемариме овој критериум, во Законот за органско производство е јасно дефинирано дека сите капацитети од органско производство треба да бидат евидентирани во регистарот на органски производители во Министерство. Вчера од моја страна беше упатено прашањето до сите овие кои што сточари со не викам дека не се во право, меѓутоа најгласни беа во целава ова група на луѓе до кај е исплатата со органското, на прашањето дали тие се регистрирани како органски производители во системот на Министерството, одговорот од 90% од нив беше не. Тоа е уште еден критериум кој што треба да го исполнат за исплаќање на органското производство, поточно останатите 700 денари до тие 1000 денари за оваа мерка. Се обративме како институција до Агенција за храна и ветеринарство, како надлежна институција да ја следи целата постапка за безбедност на храна. Таму ни беше кажано дека со самото раѓање на јагнето добива одреден препарат за диареја или одредена таблета за диареја и подлежи на вакцинација. Во нашата држава нити имаме биопрепарати такви, нити имаме органски препарати такви, за да може да во старт со самото раѓање на јагнето тоа биде органско. Од друга страна, побаравме од Државниот инспекторат за земјоделство, пошто јагнето се предава во кланични капацитети и се бара да биде предадено во кланични капацитети. Колку има Република Македонија извезено органско јагне во поглед на тоа што е пријавено. Од бројките што ги добивме од Државниот инспекторат за земјоделство, таму имаме 0 пријавено извоз на органско јагне. И сега, ние имаме од една страна пријавени огромни стада, кои што се дефинирани како органско, од друга страна целово јагне, кој што е пријавено и како органско продадено, не оди за извоз органско, а знаеме дека 90% од јагнето кој што го земаат кланичните капацитети се извезува и имаме една неусогласеност на податоците што не и дава можност на агенцијата да ја проложи постапката. Ние ќе донесеме решенија согласно, сите прибавени податоци како ќе тече постапката за органското. Меѓутоа сакав да го појаснам целиот процес, се соочуваме со проблем околу исполнување на критериумите и делот на дефинирање на сите фази што значи органско производство. Имаме ситуации со чест на исклучоци на одредени луѓе, меѓутоа имаме ситуации каде што пола од стадото го пријавува за органско, пола го пријавува неорганско. Стадово е во иста штала, го хранат со иста храна. Не може да заради сертификатот што ќе го добиеш за органско да се квалификуваш дека имаш органско производство. И јас ќе иницирам за наредните програми да се врши проверка од страна на АХВ на квалитетот на самото месо и дали може тој тип на производ кој што го дефинираме како органски да добие етикета органски производ. Од кога ќе добие етикета за органски производ, тогаш со задоволство ќе ги исплатиме сите апликанти кои што имаат аплицирано за ова мерка. Знаеме каква е состојбата и во млекопроизводството. Цената за откуп на литар млеко паѓа, гледаме, свесни сме. За жал, во супермаркетите останува исто или повисока. Тоа е друго прашање. Но во секој случај, докаде е исплатата за премијата за литар млеко, кравјо млеко, дали исто така се планира исплата и исто така има и мерка за плата за оние кои што се не овчари, туку што ги чуваат говедата, што ги пасат кравите. Така. Во делот на исплатата за премијата за млекопроизводителите, затекнав ситуација каде што е исплатен јануари и дел февруари и дел март. Налозите кои што ги спремивме и се некаде со околу висина од 370 милиони денари, кои што се доставени во Трезор, е за исплата на премијата за млеко до јуни месец. Да исплатиме одредена фаза. За која година е тоа? За 25-та зборам. За другите фази, кои што 24-та, 23-та и 22-та, не се високи средства, меѓутоа тие се техничка обработка во смисла на
погрешна трансакцијска сметка, погрешен матичен број, несовпаѓање на податоците. Тие се многу мал број што не треба ни да се дискутираат и тие истите се доставени како технички грешки до Трезор за исплата. Суштината што ја бараат земјоделци во делот на исплатата на премијата за млеко е до 6 месец. Слободно можам да ги информирам дека налозите за млеко до 6 месец се пуштени во Трезор за исплата, со тоа што Трезор си ја дефинира дефинира динамиката таму кога ќе бидат исплатени и во кој период. Од нас како агенција се обработени и доставени. Дали може да се направи временска рамка точно што го бараат и самите производители, зборам се во сите области, да знаат точно до кога ќе ги добијат средствата, зашто им се неопходни и за пролетна сеидба и така натака. Додека не се сервисираат сите заостанати обврски, да дојдеме до некоја бројка да останат 20% од претходната за наредната година да можат да се исплатат, сметам дека не постои техничка можност да се направи таква динамика. Ние ќе се обидеме до крај на 26-та година да ги сервисираме во најголем дел врските кои што ни се заостанати од сите години и да 2025 година кои што се доспеаните обврски во 80% ги исплатиме, со тоа што за 27 година ќе застанеме зад идејата на земјоделците да направиме календар за исплата. Колку од тоа ќе успееме, не можам пред време да кажам, меѓутоа ова идеја е за поддршка и треба да се направи таков календар на исплата, но сепак се ќе зависи од динамиката на исплата, од средствата дополнителни кои што ќе треба да се дообезбедат за да се реализираат сите исплати на аплицирани и доспеани субвенции, за да може агенцијата да даде една динамика на исплата по сите програми, се со цел да имаме едно планско производство и да видат земјоделците на чисто во кој период ќе им бидат исплатени да можат да ги планираат. Бевме доведени вчера у ситуација, оправдана е реакцијата на сточариве, дека ако не ги добијат субвенциите они сега март, април, мај, тие се соочуваат со проблем кога треба да набават храна за нив, не можат да ја набават храната за да го испланираат целиот процес на производство. 12.458 лозаропроизводители и 9.567 овоштари и на тоа се додаваат негдека 663 оризопроизводители, веќе ги добија субвенциите, можеби дел и други ќе би добијат за 25-та година. Дали ова е реална бројка и се го сликува она што се случува во македонскиот аграр? Или имаме многу повеќе производители кои што можеби по разни основи не добиле субвенции, не биле заинтересирани, не се пријавиле, не платиле воден надомест и така натака? Каква е реалната состојба на производството на храна преку бројките на производителите? Во поглед на овошните и на лозовите насади имаме намалување на лозовите и овошните насади. И тој тренд на намалување со интензивно напуштање на самите лозови насади. Не знам ние како агенција колку можеме да го спречиме во тој дел да интервенираме, затоа што имаме мерки кои што поддржуваме подигање на нови насади, поддржување на мерка за производство на сорти и на лозови и на овошни калеми. Така да агенцијата преку програмата на Министерството дава поддршка за подигање на нови насади. Колку е заинтересираноста на луѓето или можеби овој тренд каде што немаат сигурна исплата на субвенциите им влијае за цело во ова. И откупните цени. Да, и на тоа ако се додадат и откупните цени, сликава сама по себе си кажува во кој тренд ни е земјоделието во Македонија. Тука сакам да појасним, имаме една категорија од некаде 1500 до 2000 граѓани кои што не ги добија парите за Свети Трифун, и лозари и овоштари, затоа што сите тие предмети беа предмет на контрола. Делот кој што беше предмет на контрола, а немаат суштински разлики, каде што нема повеќе од 5-10% разлика на терен кој е утврдена од страна на контрола, се пуштени во Трезор и ќе се исплатат, тие се некаде 600 до 700 баратели. Останатиот дел на барањата се дообработуваат со тоа што луѓето кај што се јавува поголема разлика од контрола,
Санкциите се јасни во програмата. Има категорија на луѓе кои што на земјоделски стопанства кои ги санкционираме да не добијат една година, меѓутоа ако разликата поминува над 30%, добиваат и 3-годишни санкции за недобивање на субвенции, затоа што контролата на терен има констатирано дека насадот или не се работи, или воопшто не постои како насад ефективно пријавен во тој дали има разлика. Покрај тоа што ги напуштаат лозовите насади, ние се соочуваме како агенција со еден друг проблем, кој што тие запуштени насади се пријавуваат фиктивно за субвенции. И покрај тоа што луѓето веќе дел се откажале и не ги работат, сепак се пријавуваат за субвенции. Ние како агенција правиме напори да можеме да стигнеме до секое земјоделско стопанство за да го исконтролираме овој процес, со единствена цел да сите овие кои што не ги работат насадиве да бидат исклучени од субвенционирање, а со тоа би се зголемила цената на овие кои што ги работат и тие средства би ги пренасочиле кон производители на храна кои реално произведуваат храна и луѓе кои што пријавуваат површини или пријавуваат грла на стока, а реално не ги поседуваат, поточно не произведуваат храна. Каква е бројката на вкупно апликанти производители на храна еве за лани 25-та? Имате ли таков податок? За 2025 година имаме околу 60.000 апликанти, со тоа што ако ја земеме динамиката од 2017, каде што сме имали околу 70.000 апликанти, бројот на апликации паѓа со текот на годините. Меѓутоа, самиот број на апликанти не докажува дека бројот на производители на храна паѓа. Тоа го кажувам од аспект на најчесто сме соочени и како агенција и како Министерство за земјоделие, пошто доаѓаме од таму, дека имаме голем процент на злоупотреба на отварање или затварање на земјоделски стопанства со цел за остварување на некое право од одредена мерка. Има периоди каде што масовно се отвараат земјоделски стопанства, конкретно еве имавме мерка за млад земјоделец, кај што го затвара старото земјоделското стопанство да не му биде постаро со 18 месеци, се пријавува поновно фарм регистарот, се прават низа од активности каде што варираат сите овие земјоделски стопанства. Да, и тој критериум од 18 месеци, па не знаеме кога ќе биде објавен огласот, и тоа не знам зашто воопшто постои, ја и на министерот исто го прашував. Треба да биде млад земјоделец, да биде со можеби со возраста, 18 месеци малце ги злоупотребуваат еве како што велите самите производители. Така да самата бројка од 70 или 60.000 е бројка која што сама по себе не кажува дека имаме пат на земјоделските стопанства. Може ли да не го објасните годинешниот принцип на аплицирање за субвенциите? Дали има некакви промени? Искуства како и минатата година, меѓутоа разговор со сточариве, имаме една временска дискрапанца каде што тие до 31 мај имаат обврска со АХВ да им земат крвна стокава и да ги обележат, имајќи во предвид дека во програмата е стано 15 мај, меѓутоа јас се надевам дека ќе почнеме на 15 мај. Поидеално би било да почнеме на 1 јуни, да дозволиме стоката да биде средена во процесот на земање на крв, добивање на ушни маркици, верификација на здрави грла, отколку да го продолжуваме неколкукратно рокот, а истите да не можат да го остварат правото за аплицирање. Постапката за апликација не е сменета, освен што се воведени два момента, да ги кажам, каде што до сега се аплицираше од страна на овие производители кои што пријавуваат за килограм мерка и кои што беше побарано од нив да доаѓат по трет пат, да не кажемо подрачната единица, да донесат потврда за аплицирање. Го менуваме овој систем на аплицирање и агенцијата ќе си ги прибавува податоците директно од откупувачите, каде што ќе им бидат внесени сите комитенти кои што имат донесено земјоделски производ и на сите комитенти кои што имат договор исклучено за откуп, значи нема да треба да доаѓаат во подрачните единици. Ние како агенција по службена должност, како што го правиме тоа со кланичните капацитети, како што го правиме со мерката за млеко и другите мерки кои што ние по службена должност ги прибавуваме податоците и за оваа мерка по килограм откупени количини, без разлика дали е за градинарски или е за овошни, ќе ги прибавуваме податоците сами како агенција. Од буџетот што е планиран за 26-та, 98 милиони евра. Дали од овој буџет ќе се користат средства за подмирување на долговите и дали воопшто
Повторно ќе функционира интервентниот фонд. Знаеме дека тој секоја година во некои случаеви, нели, од таму се прибираат средства. Буџетот кој што го има агенцијата за програма 2026 претежно ќе биде, средствата ќе бидат употребени за исплата на се што е заостанато, практично и мерките од 2025 кои не се заостанати, туку се тековни обврски кои што треба да ги сервисира агенцијата. Додека интервентниот фонд е програма која што каде што вршиме исплати заради одредена интервенција која би се појавила како потреба при неповолна цена на откуп, за да ја достигна таа некоја производна цена да не биде на штета на земјоделецот, без добивка нормално, за да се покријат одредени трошоци. Во моментот од интервентната од програма ќе се исплатат за останатите обврски 2 денари за винариите кои што беа за откупено килограм грозје и втората мерка која што беше донесена за 10 денари, проблемот кој што беше со откупот со вранецот, со црвената сорта на грозје, каде што се постигна еден компромис со одредени компании кои што прифатија да го откупат. Значи тоа ќе биде за откупувачите и за винарниците 10 денари. Да. Овој пат изостана 25 како дополнителна поддршка за лозаропроизводители, на што ви реагираат, нели сигурно? Имаме огромни реакции, меѓутоа ќе кажам мерката ја носи министерство, оцениле дека треба да се направи ваква интервенција. Ние како агенција е најбитно да бидеме документацијски покриено, да бидат проверени сите аспекти, дали овие луѓе исполнуваат, мислам дали овие винари исполнуваат критериуми или не исполнуваат и согласно програмата во висина на предвидените средства и списоците доставени од Државниот инспекторат за земјоделство кој што ни го потврдува легитимитетот дека се исполнети условите, ние како агенција ќе ги исплатиме овие средства. Средствата од 20% дополнителни за недоволно развиени подрачја, само накратко ако може исто и тоа очекуваат? 20% дополнителни за руралните средини кои што се исплаќаат, тие се затекнати повеќе години не се исплаќаат. Дел од нив ќе се исплатат согласно критериумите, меѓутоа најголем дел од нив ќе се одбијат заради неисполнување на одредени критериуми. Тука морам да ги спомнам дека не само овие средства за рурално неразвиените подрачја, 20% за земјоделските стопанства регистрирани за вршење на земјоделска дејност не се исплатени, и тоа 23-та и 24-та година и 25-та, вклучувајќи и 25-та, до трезор се пуштени 23-та и 24-та за земјоделски стопанства регистрирани по закон за вршење земјоделска дејност. Имајќи во предвид рамката на буџетот на средства кои што ни се одобрени, ова категорија на регистрирани согласно ПИОМ и закон за здравствена заштита ќе бидат покасно исплатени, се во фаза на обработка, меѓутоа приоритет дадовме на земјоделските стопанства кои што се правни лица, кои што плаќаат вработени, кои што имаат капацитети и се регистрирани по закон за вршење земјоделска дејност, за разлика од кои се физички лица и се сами за себе регистрирани по повластената ставка, не плаќаат олкави давачки кон државата, за да можеме со цел да помогнеме, затоа што тие веќе 23-та и 24-та платени им се парите, а уште ги чекаат да ги добијат од платежната агенција. Знаеме дека мерките и висината на субвенциите ги креираат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Вие само го реализирате сето тоа, но колку навистина реално се намалени субвенциите и што тоа ќе значи? Пример, кај пченицата е од 19 на 18.000 денари, тоа се заедно со сертифицирано семе и така натака. Колку мислите дека ова ќе допринесе да ги разграничиме оние земјоделци кои што произведуваат храна и оние кои што само ги имаат нивите? Сега знам дека можеби не можете многу да коментирате. Вака ќе се потрудам у рамки на надležностите на агенцијата. Значи, програмата ја носи министерство, меѓутоа ние како агенција им даваме одредени анализи и податоци во поглед на аплицирање, во поглед на реализација на одредена мерка и ефектот кој што би се очекувал од реализација на таа мерка. Јас не би рекла дека се намалуваат субвенциите, со исклучок на пченицата, каде што од 19 на 18. Направена е проценка... Јачменот е 13. Да. За сите култури
И најголемиот револт кој што беше кај одредена група на земјоделци од тоа што идеме на терен и се упатени кај нас, во делот на подигање на прагот на површините кои што треба да ги имаат од 0,3 на 0,5 или од 0,5 на 0,7 кај житните култури. Меѓутоа, тука имаме една мерка во програмата која што е креирана за сите земјоделски стопанства кои што во текот на 24-та и 25-та година имале мали капацитети да не се за житните култури е например од 0,5 до 0,7 кој што го креваме прагот, или за овошните насади од 0,3 на 0,5 и за лозарството. Каде што и за лозарството, каде што овие мали земјоделски стопанства ќе можат да се аплицираат и ова година согласно барањето од 25-та. И даваме некој период од некој 2-3 години или да прераснат во поголеми. Така, значи ќе добијат они субвенции исто така за 26. Ќе добијат субвенции за 26-та со тоа што ќе можат најмногу уште 2 години да се пријавуваат како мали земјоделски стопанства, затоа што тие претежно го користат производството или за сопствени цели, или го на малопродажба на пазарите во регионот каде што гравитира земјоделското стопанство. Ќе добијат можност тие 2 години да го пријавуваат со тоа што треба да одлучат дали ќе прераснат во поголеми производители, интенцијата е да го зголемуваме производството, или ќе останат на овој праг кој што го имаат во моментот и нема да бидат субвенционирани после тие 3 години од поминатиот. И уште еден услов кој што е сега воведен за 26-та, а веќе помината реализацијата на есенската сејдба, да користат 200 килограми по хектар, а било 150. Како тоа ќе се надмине, бидејќи тие може да покажат документ дека 150 килограми. Дали тука може да има некакво дополнување или видете, уредбата и програмата е нешто што е променливо и може да се промени, меѓутоа прашање е дали воопшто треба да се промени во делот на Ама веќе е завршено, тоа може би за наредниот период, или? Не, програмата се менува се до моментот до отпочнување до аплицирање и уредбата се менува. Меѓутоа, прашање е дали треба ова ние да го смениме или да создаваме едно производство каде што ќе се користи квалитетен сертифициран материјал, затоа што сме биле на низа дискусии со сите засегнати страни, пошто сега доаѓам од друга страна од Министерство, тука сум неколку месеци, каде што самите земјоделци го инициираа ова и самите земјоделци укажуваат дека ние фрламе 150 килограми семенски материјал и фрламе уште 100 килограми несеменски материјал. Сето тоа го нарушува квалитетот на самата пченица, а тоа создава после проблем на самиот пазар. Не знам колку би била оправданоста да се намали тоа со тоа што уште во правење на програмата за 25-та година на сите здруженија им беше најавено од страна на Министерството дека ќе се зголемат овие критериуми и дека ќе се воведе исклучително користење на семенски и саден материјал за производство. Колку оваа информација се проследи до земјоделци од страна на здруженијата, не можам да коментирам, меѓутоа гледајќи ги реакцијеве сега, можам да заклучам дека ни 30% од здруженијата не ја споделиле оваа информација и не ја спуштиле на пониско ниво да ги информираат земјоделците, пошто реално ние имаме земјоделци сега кои што се затекнати, не ни знаеле дека самата мерка нема да дозволи субвенционирање без користење на сертифициран материјал. Така да сметам дека треба да стремиме кон квалитет и квантитет на производство ако сакаме како држава да понудиме одредени количини не само за домашниот пазар, туку и за надвор од државата, да најдеме пазари каде што би ја пласирале. Треба и државниот земјоделски инспекторат малце по-засилено да работи, да прави контроли кај семенските куќи, да видиме дали тоа навистина сертифицирано семе, да не зборуваме така за друго. Дали мислите дека, пак јас сега прашувам нешто што не е ваша креација, нели? 30% услов, нели, за да може да биде предадено за пченицата јачменот беше порано приноси, нели, како услов за добивање на субвенции, сега е 30% да биде предадено кај одгледувачите на овци, јагне или млеко. Сега се променува во сите области ќе биде тој услов 30%. Мислите ли дека условот за 30% предадено производство ќе ги стави и производителите во подредена состојба кон откупувачите, односно обратно, бидејќи знаеме што се случи со тие 50 па 30% услов
за продажба на јагнињата во кланичните капацитети. А знаеме негдека, за жал, имаме и монополска позиција на некој од откупувачите. Бака, од тој аспект, кога го гледате проблемот, се зима за право да се дискутира дека ќе настане одреден проблем. Меѓутоа, ние го гледаме од аспект на институција каде што треба да бидат производствено ориентирани. Да, бидат луѓето производствено ориентирани и да прикажат одредено производство за да добијат субвенции. Имајќи го искуството од мерката 2024 година, имавме околу 2200 апликанти пријавени за добивање по грло добиток. Таму беше разграничена мерката во тој период 600 денари во прва фаза, рандом пријавено за сите грла, и 1400 денари тие кои што имат продадено 50% во кланични капацитети. 800 луѓе од тие 2200 го задоволија условот со 50% продадени во кланични капацитети и некои 300 до 400 луѓе кои што не го фатија условот за 1, 2, 3, да не речам 5 јагниња, и тие треба да се опфатат, не викам не, меѓутоа имаме некои 900 до 1000 апликанти кои што практично имат нула продадено кланични капацитети. Со тоа што анализите кои што ги направивме, тие апликанти, нема да манипулирам со бројка, ние ќе подлежат на контроли целиот систем, нема пријавено стадо во 23-та, нема пријавено стадо во 25-та. Тоа значи, ако не е продал јагне во кланични капацитет, 600 денари ги зел фиктивно. Каде се овците? Каде се овците, да. Така е. И целото, мотивирани од многу такви случаи кои што ги имаме на терен и за површина, и за лозови насади, и за овошти насади, и за тутуно производство, и за сите овие култури, сакаме на еден начин да субвенционираме производство, не да функционираме, да субвенционираме површина или да плаќаме да ги фрламе парите во ветер, меѓутоа да се субвенционира производство. Нека биде поддршката и поголема да се субвенционира производство. Согласно Закон за земјоделство и рурални развој, агенцијата прави контрола на некои 10% од сите земјоделски стопанства, што е многу мал процент за да можеме да утврдиме секаде каде што имаме злоупотреба. Сега со договор со Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот инспекторат за земјоделство почнуваме со практично контрола, иако се поминати сите законски рокови, ќе наидеме на проблем дека требаше да ја чуваме до 31, не може сега да се контролират капацитети, меѓутоа ова не е класична контрола. Ова е еден вид на пребројување, да знаеме реално пред отпочнување на програмата до 26-та година, дали реално имаме да пријавиме 200.000 овци или реално имаме 100.000 да пријавиме. Со тоа што ќе ги исклучиме сите моменти на злоупотреба, не викам 100%, меѓутоа ние да стигнеме до некој процент на реално пријавување до 80%, ќе видиме среќни и како држава и како агенција, за да може да се исплаќаат повисоки субвенции на тие кои што реално произведуваат. Кога ќе бидат исплатени субвенциите за тутуно производството, кои што исто се намалени од 100 на 80 денари, така за прва класа? Ланската година во програмата беа 80 денари, интервентно на барање на тутунарите, бидејќи беше намалена откупната цена, беа зголемени на 100 денари. Кога ќе ни бидат доставени списоците, ќе гледаме да ги обработиме списоциве, да во најкраток може рок согласно ова мечирање на должници, проверка административна со списоциве од монополиве, да ги обработиме и во висината на средствата кои што ги имаме во програмата за 26-та, да можеме да ги исплатиме тековно во периодот кој што доаѓа. Голема сума оди за тутуно производителите. 1/3 од програмата, некаде околу 2,5 милиарди, ни одат за исплата на килограм тутун, на производен килограм тутун. Се надеваме дека тој систем на производство, отпочнувајќи од садењето до откупот и до исплатата, ќе може да се преслика и во лозарството, каде што знаете дека секоја година е некој проблем и во другите области. Ви благодарам за овој дел од учеството во емисијата. Драги гледачи, тоа беше директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, господја Даниела Иротова Лазарева, но тоа не е се. Ние ќе продолжиме во наредната емисија за останатите програми, да објасниме што значи Националната програма за рурален развој, секако и за ИПАРД-от ќе стане збор.
Во оваа прекрасна убавина ви носиме убава приказна за она што значи овчарството, за развојот, за зачувувањето на селата, а некој би додал и за заштита од пожари, бидејќи со овчарството многу може да се делува, а летниот период наскоро ќе пристигне. Сега има паша, ќе биде многу поубаво овде во Горно село. Проблемот повторно се потенцира со она што представува цена на јагнешко месо, односно на откуп на јагне. Жива мера 220-280 за потешките јагниња е таа пониската цена, но да веруваме дека сепак ќе се освестат и откупувачите, извозниците за католичкиот Великден, дека ќе ја зголема цената, она што го бараат самите одгледувачи, 300 денари за килограм жива мера. Овде има млади ентузијасти кои што сакаат да живеат од ова производство, како што било некогаш, но треба секако и поддршка од државата. Најмногу во редовната исплата на субвенциите, но и другите програми повеќе да се искористат за заживување на овие краишта. Се наоѓаме во Прилепскиот регион. Имам овци 2 стагувај и крави чувам нешто од 14. Не сме задоволни од откупот на јагнината. Многу ниска цена е. Се движи негде 220 денари. Се оскапе само јагнево треба да биде доке 300 барем ова најмалце. На 100 јагнина имам. И че стаса сега тие се бранат и че стаса ова таман со шпицо ќе биде за Великдено таман. Телешко 270-260 има уба цена ова телинава него јагината. Од дома идат ова телинава ги зема. Инаку в касапница 700 беше зимовска, 1000 денари негде е в касапница. Секој ше поскапа в касапница него ли ова жива мера што иди. Сакаме да намножуваме кравите, а за овци ќе видиме како ќе биде ситуацијава со јагнинава, а кравите сме ова во план да намножиме. Има и пашна, и сеиме, и ливајџи имаме. Сме ние четврта ова генерација што чуваме на овци. Колку порано имало овдека овци? Овци 1200 јас се сеќавам. А колку најмногу сте чувале вие? Ние 250 до 260 имам. Како одите по планиниве, има паша? Убава трева гледаме и цветчиња. Има се уште малце уште стопли, има паша овде. Нема многу овци овде за тоа. Ние и овај Звонко. Така, а сирење правите? Правиме и сирење, и млеко нешто даваме, и сирење. Порано ние даваме млеко, ама секој месец го и дава парите, сега не е така. Од ланскава година се до лето дури пат. 60 денари беше. Јагнево да поткрени ценава, млекото исто така. Ама и за субвенција ни дава ко порано натоптан сега че да еднаш во април, во мај, после дури за декември, во декември мислам пред нова година. Млади сме, како што бара државава, ова млади производители на ова на месо на стока, ние сме млади, ама некако не сме задоволни. Каснаја субвенциите, да се пушта ова топлен субвенција и порано да се дава, например, април, мај или па на есен нек се поскапува една вреча концентрат е 500 денари, со јачмен ги изоваме овција, 16 денари јачмено е. Се поскапува, само јагнина не се скапува, не крева цената. Земја имаме, 50 декари се име, нешто и земаме под кирија, ова така и ливајџи. И тутун садиме по 20 декари. Со тутуно убаво поминавме овие години, па и нема вожување многу. Немаме пат, 3 километри пат, барем ова тампон да ни онаден. Ние не бараме асфалт, то по можност и асфалт да ја убам, а тампон. Инаку друго вода, ова други работи имаме. Само патно ни пречка. Се повеќе луѓето кои што живеат во руралните средини или се нашле по некоја случајност или со намерна цел, знаат што значи она што го имаме како наследство и традиција. Ова е разбој од мајката на Благоја, а ќе разговараме и со Јулијана Стојанова од село Кучичино, каде што веќе прераснуваат во селско или рурално домаќинство, почнувајќи со семејната винарија Дедов двор. Има цел за да се потикне не само да знаеме што значила таа традиција и култура,
туку и сите луѓе во руралните средини да најдат еден нов начин каде што можат да ги заживеат селата, секако со одделна поддршка и од државата, а конкретно овде станува збор за поддршка од Словенечката амбасада и Земјоделскиот институт од Скопје. Многу има мотиви кои што се од таа историја, од таа традиција, ќе забележите во текот на овој прилог, но најважно е, како што е и пораката од Јулијана, да сите ние се сплотиме и живееме заедно сложно, затоа што производството на храна, она што го имаме секојдневно на трпезата, треба да го добиеме од македонското поднебје, од нашите ниви, од нашите полиња, од фармите. Да не зборувам многу, да слушнеме во ова убава репортажа, интересна, како можат и останатите да се потикнат да ги заживеат македонските села. Без сенолан земјата молчи. Селарецо треба да биде на пиедестало у нашата Македонија. Затоа што ние сме аграрна земја. Ние не сме ни индустријска земја, ни ништо. Значи, ако не го поддржаваме земјоделецо, земјата ќе оде во изумирање. Младите ќе си бегат и нема ништо да имаме. Затоа, мојата мисија е да ги заживееме селата македонски, да и дајме поддршка на земјоделците што не хранат. Тие се наши амбасадори. Тие се нашата движечка сила во државата. Ние мораме да и се заблагодариме на тие луѓе што постојат и што допринасат за да имаме здрава храна. Јас, кога се преселив од Кочани, да дојдам тука, секое сабале кога ги гледав, кога ги носат стоката на пасење, секојаш и се поклонував со сета моја почит. На пријателка ми рече, Јуле, еден ден без мојот парфем ќе можам, меѓутоа без храната нема да можеме. И тоа ми даде една волја да нешто направам, јас секогаш сакам да бидеме корисни. Значи, државата на нас ништо не е должна. Ние сме должни на државата да допринесеме, да држиме хигиена, да имаме здрава храна, да имаме здрави деца, да имаме иднина за оваа држава. А иднината ја имаме. Имаме сончеви денови, имаме прекрасна држава, имаме прекрасна земја. Работливи свет имаме тука, само што треба да се афирмират, да ги ставиме на едно ниво, малку повисоко, за да обстане оваа држава. Моето размислување е тоа. Сега не знам како ќе се одвива, меѓутоа секогаш сум за живи села. Живите села ќе ни направат и жива држава. И така може да се бореме само со работа, со земјоделие и ништо друго. Кога започна вашата приказна и како вие од ништо, од старото огниште на вашиот сопруг, направивте нешто? Видите, тој мораше да замине у Франција кај синот. Јас останав сама у Кочани. Меѓутоа неговите родители беа тука. Ние сме генерација што секојаш ги почитуваме родителите. Ние сме трета генерација што се занимават со лозарство. И мојата желба беше да се зачува таа традиција на прадедо, на дедо, сега ние, и да продолжат нашите внуци, нашите деца, ако некој ще се роде желба. И сакаме да оставиме еден белег. Ние имавме идеја малку да му се даде на значај на селското вино. Имаше тогаш една понуда дека може да се регистрират семени винарии. Јас дадов предлог на сопругот, пошто земјата е на негово име, малку по-софистицирано произведуваме вино. Работиме и со енолог. Ние немаме количина многу за да бидеме конкуренти на пазар. Ние сакаме нашите пријатели што ќе доаѓаат овде да конзумират квалитетно домашно вино и квалитетна домашна храна. Јас дури од градска средина научив и да си месам леп, научив да си правам сирење, купувам си од локалните производители тука млеко од сточарите. Правам сирење, сама си правам мурда, кајмак сега правам преку сепаратор, масло си вадам. Во оранжериите имаме едно мало производство на зеленчук, да не е прскана, задоволни и среќни да сидат тука од нашиот двор, а и ние како со сопруго сакаме да конзумираме здрава храна. Вештачката храна не праве само дебели, болни, а здравата храна не праве ведри, да имаме енергија, да бидеме повеќе расположени. Здравата храна има здрав ум.
Со сопруго сакавме нешто да правиме интересно. И по некоја случајност, една моја пријателка што се занимава долги години со земјоделие, со проекти правење, ми понуди да идеме на еден состанок каде што ќе биде присутна Словенечката амбасада, Земјоделски институт од Скопје. Од тој момент ми се роди една надеж дека сепак некој размислува за земјоделието, за селото. Кога се вратив бев со импресии, меѓутоа ја немав замисла како да почнем. И што треба да правам и дали треба уопште да правам нешто на моите години. Ние дојдовме на село за да имаме мирен живот. А веќе оваа идеја веќе нема да имаме мирен живот, него малку ќе имаме динамика. Се уште не сме спремни за да можеме да се декларираме дека сме рурално домаќинство. Ако успееме, благодарение на нашиот труд, и бев поканета и на саем. Уште повеќе ми даде ветер во грбот да почнем да размислувам. Саемот беше прекрасен, сретнав многу прекрасни луѓе таму. Видов колку работливи луѓе имаме ние во нашата држава. Видов колку луѓе се борат за здрава храна. Видов колку луѓе произведуваат здрава храна. Видов колку луѓе ја сакат оваа држава. Јас кога дојдов пред 40 кусур години тука во селото, мене беше туѓо. Меѓутоа, видов една селска жена која без образование, толку комплицирана работа, ја дури се чудев што прави таа жена со тај разбој. Оние черги, волнени нишки за да ги ставе во разбојо. На внуците и направи јамбули и секогаш пееше кога ткаеше. Така ми беше една позитивна жена што ми даде пример дека треба да се сака ова место дека припаѓаме, и ние не го бираме местото на раѓање. И ние мора да го почитуваме ова место. И ова место е свето за мене. Јас сум љубител и колекционер и собирам стари работи. Нешто што е постојало некогаш. Меѓутоа имам бакарни котлиња, имам саджаци што се, тоа ми се се од родителите на сопругот. Типично селско семејство што се чуваа стока, сега ние не чуваме стока, бидејќи по-динамично живееме ние сега во моментот, ако сме пензионери, каде што сега се виното и таму каде што го произведуваме, беше штало каде се чуваа крави, кози, имавме и конј, така да ја имам седло што го така да бев и малку подруг тип наш, не од градо, интересно ни е да јаваме и конј. И така да си го прифанав животот на село како нешто дека е и мое. Дов до идеја да се задржи тоа автентичното со старите греди, со се, и направивме една дезинфекција, направивме една реконструкција со задржување на автентичните греди, на автентичниот камен, на се што е постојало уште кога се старите биле. Оваа куќа имаше традиција, има и ден денеска и сакам да има, да продолжи да има, пошто тука се родени сите деца. Да ги поканеме луѓето да си ја сакат државата и да ги посетуваат руралните места. Доста се сликавме по Милано, по Рим. Знаеме дека е убаво, меѓутоа ајде да направиме и не нашата држава убава. Имавме гости и од Америка, и од Германија, и од Турција имавме гости, од Англија имавме гости сега, последното лето. Меѓутоа тоа се са на покана наша, немавме никаква комерцијална... Никогаш не сме размислувале да го направиме овој објект комерцијален. Многу е тешко и да се работи за тоа што нема веќе со кој да се работи. Персонал нема кој да ни помага. Тоа е проблем. Инаку, јас имам енергија, мислам дека имам енергија. Секој да го пречекам, да секој да се насмеам, секој да му кажам дека е добро дојден. И мислам дека треба сите така да размислиме у тај правец, да со позитивна енергија ќе имаме и позитивни работи. Има една поговорка, вика, каква ти е мислата, таков ти е животот. Сега се ближи и празник 8 март. Мојата мисија за 8 март до сите жени, да се слушне гласот на жената не само на 8 март, секојдневно, да твореме, да ствараме. Јас си го честитам празникот на сите жени. И на сопруго роден ден го честитам. Меѓутоа, секој ден да бидеме гласни, да размислуваме, да ја водиме државата таму дека треба да биде. И сакам да порачам дека кога жената ќе го крене гласо, земјата слуша. И сакам сите да слушнеме дека секоја позитивна мисла и позитивна сработена работа дава резултат.
да ги поздравам сите луѓе во Македонија, да се почитуват, да се сакат, да не се делат. Сите сме исти, сите сме гости на оваа земја. И што е најважно? Што е најважно, да не се делеме по ниедна основа. Ние мора само со нашето гостопримство што го имаме, што Бог ни го е дарил, дека можеме да обстанеме. И така да секој пат треба да тежеме, да се почитуваме, да имаме позитивна енергија, да бидеме пример. Така да потрудив се да го задржам ово место, дека има историја и дека има нешто многу што треба да ги врзува сите, дека припаѓат. Прекрасна е нашата Македонија и треба да се цени она што го имаме како традиција и наследство од нашите предци, како тие порано живееле, да доловиме во делот на традиционалната храна, да го понудиме не само на домашните, туку и на странските туристи. Забележавте она што е символот на плодноста, штркот на маицата на Јулијана. Плодност, каде што жената има клучна улога, не само во тој дел, туку и во она што значи заживување на селото, не само таму, туку и во градовите. Воедно, еве, и ние да честитаме среќен 8 март, се најубаво. Ви посакувам да бидеме многу посилни ние жените, да своите идеи ги реализираме, за да имаме успешна Македонија, не само во земјоделството, туку и севкупно. Тоа беше се за денешната емисија. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.